Изобилство на специјалитети, а ниту еден доволно експониран и промовиран во туристички цели. Експертите забележуваат дека локалното население во потплачковичките села од Јуручката етничка заедница има потенцијал за развој на руралниот туризам со традиционалните јадења од турската народна кујна и на овој начин да привлече голем број на туристи и го развива етнотуризмот, но заостанува во тој дел. Сарајлиит или турската баклава, стафиди, сутлија, шмотана сарма, долма или полнети пипирки се дел од многуте традиционални специјалитети на оваа народна кујна. Ако се направи едно истражување, ќе може да се најде, верувам, неколку традиционални јадења. Независно дали се работи за сувомеснати, краткотрајни и долготрајни производи, и тоа е навистина штета едно богатство кое што останало незабележено. Останува на субјектите, пред се на општините, се разбира на здруженијата на земјоделци, да ја поттикнат оваа работа. Појавата на производство со заштитено географско потекло е еден од сегментите на кои стоиме доста слабо. Ние мораме да имаме одреден квантум на заштитени производи кои ќе може да се пласираат во Унијата, посочува универзитетскиот професор Златковски. Можностите се тука, но ние пред се треба да направиме приказната. Без добра приказна не можеме да продадеме. Развојот на таквите истражувања, смета Златковски, ќе придонесе кон утврдување на сфери во интересот на индустријата, која подоцна ќе си најде свој интерес во умножувањето на таквиот вид на производи и ќе придонесе кон зголемена стопанска активност, што ќе повлече вработување во тие стопански субјекти. Козјачки граф, Штипски колбас, во околината Овчеполски колбас, Беровски граф, Сината Малешевска слива, разни пити, зелници, макала, се дел од долгата листа на производи и специјалитети од народната македонска народна кујна кои може да се брендираат. Соседите се поажурни во тој дел. Штип пред 6 години ја брендираше штипската пастрамајлија.